На само неколку дена до почетокот на Олимписките игри во Рио де Жанеиро, спортистите и учесниците на Олимписките игри западнаа во проблематични ситуации поради ригорозните прописи на Меѓународниот олимписки комитет околу фамозното правило 40. Според ова правило, олимписките поими се заштитени од злоупотреба и ги спречува компаниите кои немаат договор со Меѓународниот олимписки комитет да профитираат од игрите, но ги обврзува и спортистите во текот на надпреварите и 3 дена после нив целосно да заборават на своите неолимписки спонзори. Меѓу заштитените поими со правилото 40 кое веќе стапи на сила ќе трае до 24 август, 3 дена по одржувањето на Олимписките игри, меѓу другите поими се и 2016, Рио, злато, медал, лето и победа, како и сите можни верзии на поимите Олимпијада, олимписки, преводите на слоганот и сите олимписки символи. Според BBC ова правило на спортистите им забранува дури употреба на изразот "земи злато" на социјалните мрежи, со ризик да бидат казнети дури да им бидат одземени медалите и правото за настап на Олимписките игри. За некои од спортистите ова се комични ситуации, па така британската надпреварувачка во фрлање диск Джейд Лали на Твитер објави едно писмо во кое нејзиниот тим и посакува среќа во настапот на Олимписките игри во Рио со шифрирана порака според прописите која гласи вака: "Ова е извонредно, тоа е за онаа работа што ја правам ова лето во Јужна Америка. Правило 40."